Повторно нема лек за пациентите болни од канцер. Во Македонија се јави недостиг на лекот Золадекс, од кој на лицата со карцином на дојката им зависи живот. Лекот велат им е неопходен и мораат да го примат на секои 3 месеци. Александра Величковска е една од малкумината храбри пациенти на онкологија која јавно пред камерата на Алфа проговори за проблемот со кој се соочуваат болните. Вели дека не се плаши да зборува отворено и покрај тоа што е изложена на ризик во иднина да не го добие неопходниот лек, кој за неа значи живот. Минатата недела јас примив Золадекс, тоа е хормонална терапија која што ја примам на 3 месеци. Конкретно ми беше кажано дека е последната инекција. Значи за тие после мене нема да има. Прашање и дали ќе има за мене после 3 месеци. Веќе нешто е алармантно. Веќе не знам како да ви обяснам колку е страшна ситуацијата кога све излегува од контрола на онкологија. Величковска се сомнева дека проблем со недостиг на лекот се јавува во тендерските постапки. Од онкологија пак молк за настанатиот хаос. Величковска објаснува дека лекот им е неопходен, па за да стигне до него се снаоѓаат како знаат и умеат. Бидејќи во Македонија го нема, го купуваат од соседните земји, а една 3-месечна терапија чини околу 14.000 денари, сума која секој пациент не може да си ја дозволи. Оние пациенти пак кои не се од Скопје, редовно се случува, болни, залудно да патуваат до главниот град. Докторите ги враќаат назад бидејќи на клиника ја нема потребната терапија. Македонија е една држава во која што имаме не сме сите од иста класа. Значи имаме и пациенти кои што имаат право да се лечат исто како и ние што сме тука од Скопје, нели, кои што имаме превозни средства и се останато, а тие користат превозни средства автобус или било кој друг начин наоѓаат и тоа едва се снаоѓаат за еднаш да поминат, а не па ако се вратени како што се случува наназад неколку недели. Тие од натрешноста јас не знам како се снаоѓаат, за да додат и покрај пеколниви горештини, да додат повторно, за секако да се изборат за правото на лек. Онколошките пациенти се жалат и на недостиг на медицински кадар и дека со часови чекаат пред болничките врати за да го добијат потребниот лек или ја примат терапијата, а дополнителни проблеми им создаваат и лошите хигиенски услови во клиниката. И немање на капацитет за да се услужат сите пациенти. Јас кога ја примав мојата хемотерапија, беа полни двете простории кои што се наменети за примање, кај што има седишта, тие столови како и да е, кај што се наменети за хемотерапија. Сега капацитетот им е само за една просторија. Секоја година во земјава околу 6.000 луѓе во просек се дијагностицираат со рак, а ракот е и втора најчеста болест од која се умира во земјава. Дури 70% од пациентите на кои им е потребен лекот Золадекс, а не го добиваат навреме, завршуваат со смрт.